Почитувани, добро вечер. Ова временски термин од 21 часот одлучив да го посветам на дебата. Темата на дебатата е рак-раната на македонското општество во сиве овие изминати 20 и кусур години, а тоа е корупцијата или поточно борбата против корупцијата, која очигледно не дава добри резултати затоа што сите извештаи што доаѓаат од Брисел на овој план содржат доста критики и забелешки. На оваа тема во студиово имам интересни гости кои проценувам дека ќе има интересна емисија со нивните искажувања. Ајде да почнам од колешката Мери Јордановска, еден одличен новинар истражувач, во моментот работи во Призма Бир. Здраво, Мери, добро дојде. Од мојата десна страна е Герман Филков, многу мина го знаат порано како еден одличен новинар, но последниве 13 години е во граѓанскиот сектор, ми се запетла микрофонче, ова слушалчето, се извинувам, председател на Граѓанскиот центар за комуникации, кои веќе 10 години вие ги мониторирате јавните набавки. На тоа и ќе посветиме дел од дебатата. Добре дојде. Благодарам за поканата. И Драган Малиновски, адвокат, поранешен член на антикорупцијската комисија, а сега работи во тимот кој го подготвува законот за антикорупцијска комисија, или како е точниот назив, не е битно. За спречување корупција. Така. Добро вечер. Значи, добре дојдовте. Сега да стартуваме веднаш со денешниот ден, а тоа е Светски ден за пристап до информации од јавен карактер. И сега да ги споделиме искуствата, колку во Македонија, иако имаме закон за слободен пристап до јавен карактер, дури има и комисија за жалби, колку вие како граѓанска организација, како новинар или како член на некогашната антикорупцијска комисија, имавме слободен пристап до информациите од јавен карактер. Или имаме слободен пристап, но слободен одговор не следуваше. Герман, вашето искуство? Јас имам две работи овде да кажам. Прво, како организација годишно доставуваме сигурно повеќе од 1000 барања за информација од јавен карактер и сме меѓу водечките во Македонија. Тоа ни треба за работата, не прашуваме само за да прашаме, ни требаат информациите за нашиот мониторинг и институциите како невладини организации процентот на одговор ни е околу 70. Други истражувања што се прават за граѓаните, процентот на одговор на институциите е околу 50. Значи за граѓаните е уште помал, тоа е многу мал. Многу е битно каков е одговорот. Ние често сме имали искуства дека одговорот не е одговор, не ви одговара конкретно. Правевме истражување со 60 на новинари, водечки познати, во нивно име доставивме барања до институциите, само 31% го содржаа одговорот што на прашањето што го бараат новинарите. Значи гледате, за невладини 70, за граѓани 50, за новинари 30. Од друга страна, тоа што во светот е, да кажам, застарена работа. Да јас пишувам писмо до институциите да ми достават информација. Во светот сега се посветува внимание на проактивноста, на активната транспарентност, односно институциите без да бидат прашани да ги стават на располагање информациите со кои што располагаат. А добро, оваа влада има министер за транспарентност. Е така. Кои институции се најзатворени според вашите искуства? Значи, ние ги меревме 97 институции. Сите министерства, 15, владата, 16 и 81 општина. Просечното ниво на сите овие институции на активна транспарентност е 43% од 100% колку што може да биде максимум. Значи, гледате дека не е ни 50. Општините имаат, и тука имаме движењето, го имаме на еден телоп, што го подготвивме. Тоа е број 3, така, да. Да. Општините, транспарентноста им е 39%. На министерствата им беше 44%, со тие 21 документ што се објавија, гледајте го скокот на министерствата отиде на 66. Од 2016. Да, а општините падна. Тука се некаде и од општините падна од 45 на 39.
Да, ова се. Тоа е активната транспарентност. При тоа најмалку информации по 25% објавуваат за буџетот и за фискалните аспекти од своето работење. Да спомнам, да не биде само така, нели критика и лошо, четирите најдобри институции, односно најтранспарентни во овој аспект се општините Велес и Битола, Министерството за образование и наука и Министерството за одбрана. Мери, твоите искуства, бидејќи работиш и си работела на многу истражувачки истории за корупција врзани, твоето искуство како е? Јас се сеќавам за во Фокус имавме едно заедничко искуство, да речем искуство. Мислам дека тоа беше и прв пат кога се обелоден и тој начин на начинот на кој што институциите пробуваат да те изиграат за да не ја добиеш бараната информација. Буквално беше мајтап и мислам дека тогаш во Фокуси го отворивме тоа прашање, кога ги побаравме медија плановите за владините кампањи кои што течеа во тоа време за здрава храна, за можности за патување, за колку е Македонија нели економски развиена, така што испративме, значи баравме во кои медиуми се рекламирала и одала кампањата. И по кои критериуми? И по кои критериуми биле бирани. Меѓутоа, кога го испративме, точно ги баравме медија плановите. За ние да утврдиме дали владата преферира одреден медиум, кога ги пласира кампањите и дали на тој начин дали кампањите служат за да се купат медиумите и да известуваат во нивна корист. Одговорот што го добивме беше дека станува збор за класифицирана информација, која што е тајна и која што не може да се ја загрозува безбедност и уставниот поредок на државата. Така што тоа беше една небулоза која што под ниту еден закон не можевме да сватиме како тоа информација за тоа каде оди одредена владина реклама би можело да го загрози уставниот поредок на една држава, да ја загрози безбедноста. Тоа се косеше буквално со сите закони затоа што такво нешто не е никаде предвидено, се знае што може да загрози уставен поредок. Всушност се убиваат желбата да се обраќате и да барате информација, бидејќи и обично последниот 30-тиот ден дава информација. 30-тиот ден или 40-тиот, почекајте, веќе на крај си заборавил и што си прашал, па ќе ја добиеш па веќе таа информација не ти е релевантна, или ќе се жалиш до комисијата бидејќи не си добил одговор, затоа што тоа многу често се случува, па откако ќе се пожалиш дури тогаш малку ќе се размрдаат и ќе ја добиеш информацијата. Успеваа ли овие жалби? Така што дел од нив успеваа, меѓутоа временскиот период кој што требаше, јас не можам да се пожалам од комисијата. Мислам луѓето што се вработени таму, мислам дека се трудат вистински да помогнат. Меѓутоа, кога најголем проблем настанува кога и самите тие не можат да допрат до институцијата и да ја добијат информацијата. И тука века не знаеме што да направиме. Се јавуваме, прашуваме, ги притискаме да ја дадат информацијата и не ја даваат. Но во случајот со кампањите немаше позитивен расплет. Немаше. Потоа имаш уште еден мој обид, например, за членовите на антикорупцијската комисија, бидејќи беа единствени за кои што не им го знаевме имотот. За сите останати избрани именувани функционери, имотот е обелоденет на веб страницата на антикорупцијската. Единствено за членовите на антикорупцијската не беа. Испратив барање до антикорупцијската, исто така стигна одговор дека тоа е класифицирана и лична информација, дека им се мешаме во приватноста. Тука нема никаква приватност кога си избрани именуван функционери, кога земаш пари од државниот буџет, за сите останати, а оние до кои стигаат анкетните листови за имотната состојба, за нив тоа правило не важи. Тука комисијата се изјасни позитивно, па подоцна ги доставија. Меѓутоа, тоа мислам дека се изнајде еден начин да се преку тие класифицирани информации, прогласувајќи ја секоја втора информација за класифицирана, да се избегне давањето на одговори и тука сме сите со врзани раце да не можеме да излеземе на крај со тоа. Малиновски, бевте во антикорупцијската, во првиот состав на антикорупцијската комисија, која сепак остави позитивни импресии, впечатоци во јавноста, затоа што сите наредни состави, како да кажем, веќе и не знаевме ни кои се членови во таа комисија, не пак за некакви ефекти од нивната работа, иако тие самите си беа задоволни од нивниот учинок, демек. Сега прашањето е, и вие имавте проблеми како антикорупцијска да добиете информација од институциите. Мислам дека и државте
пресконференции ги повикувавте, даваше тоа резултат? Знаете што, ако сакате да изградите впечаток или да добиете слика за состојбата со корупцијата во една средина, во една земја, едноставно изанализирајте ги прашањата за пристап до информации, споделувањето на информации и транспарентноста на институциите. Преку тие два елемента, вие мислам дека целосно може да согледате нивото на корупцијата во определена земја. Бидејќи се знае, онаму каде што има транспарентност и отвореност, таму информациите се споделуваат, се достапни, проверливи се начините на носење на одлуки, видот на одлуките, содржината на одлуките се споделуваат, на нив реагираат граѓаните, засегнатите страни и така натака. Значи, тие се две, да кажеме, алатки или два елемента преку кои вие може да правите. И сега вие кажувате или многумина споредуваат начинот на работа на првиот состав и така. Значи, точно е дека имаше на некој начин се наметна првиот состав на антикорупцијската комисија, меѓутоа далеку од тоа дека треба да бидеме задоволни. Мислам дека поуката која од тој период треба да извлечеме е дека вие може да имате и совршена антикорупцијска комисија, ако немате систем. Како го коментирате овој момент, Мери, што го спомена, дека имотните листови на членовите на антикорупцијска се приватни и не смеат да бидат достапни? Јас го имам коментирано тоа и порано, тоа е таква небулоза и толку е тоа невкусно кажано од членовите на тој состав на комисијата, што навистина невозможно е веќе да се коментира. Значи, таман и да е забрането објавувањето на нивните анкетни листови, они треба да одат над законот. Никој не ги спречува и да рече, ние со својот Нема пример... да бидат казнети ако ги објават Апсолутно. податоците. Мислам дека тоа беше Дури таква особено една... затоа што и ги добивме и навистина тука немаше ништо спорно. Мислам, тоа беше, дури имотот не беше ни преголем, немаше ни зашто, дури него ни објавивме тоа. Значи, без потреба, тотално едноставно беспотребно манифестираат една апсолутно затворена. лоша порака испраќаат за останатите. Да, Така. и нетранспарентност. Како основен извор за високата корупција, кај што има и многу пари, јас ги сметам јавните набавки и тендерите. Вие ги мониториравте со години тендерите. До какви заклучоци дојдовте? Па, Има ли, например, исто и овде можеме ли да кажеме дека одредени институции имаат сомнително спроведени тендери од други? ние јавните набавки ги следиме на неколку нивоа. Прво ги следиме по тендери, да видиме како таму се случуваат работите. Потоа ги следиме по институции и на крајот ги следиме по вид на набавка, односно да видиме како ова шише вода, по која цена го набавуваат разни министерства, општини и така натаму. Проблемите во јавните набавки се многу комплексни. Зборуваме за корупцијата. Во едно наше истражување од почетокот на годинава, повеќе од 88% од испитаните фирми велат дека во јавните набавки има корупција. Повеќе од 80? Повеќе од 80. Со различно ниво. Едни велат да секогаш, да понекогаш и да често. Значи со разна градација, но сите велат да. Не велат само вие 12%. Се жалат ли Сега. фирмите кои губат? Исто да споменам едно истражување на антикорупцијската комисија со ОПСЕ што го правеше. Таму 79% од фирмите рекоа дека треба да направат нешто за да го добијат тендерот. А тоа да направат има цела лепеза што да направат. Не е. Што? Значи подкуп, политичка врска да фатат, нероднинска и така натаму. Значи разни аспекти. Од друга страна, инструментот на жалби не се користи затоа што само 3% од тендерите се обжалуваат пред комисијата за жалби. Се плашат компанииве дека ќе И имаат тоа ги последици? прашуваме, велат прво дека им е многу скап на доместот, второ имаат недоверба кон цел тој жалбен систем и трето се плашат од реваншизам од институцијата против која вложиле жалба, дека нема никогаш веќе да им даде тендер. Така. Значи тоа е еден врзан круг.
најстрашниот проблем во јавните набавки од овој аспект е ниската конкуренција. Едва и 2,8-9% тоа расте паѓа, но никогаш не сме биле во последниве години до 3 не сме стигнале, што е минимум некаква конкуренција. 33% од тендерите се со еден понудувач. Од кого да изберам? Од едниот. Имаме тендери каде што безмалку не е напишана само фирмата која треба. По перформансите што се бараат, сме работели ние Стори во фокус, кога ќе прочитате што се бара, вие знаете дека само една компанија ги задоволува тие. Па ми имавме таков случај сега. Така, најчестата, да. Со тендерот во здравство за реагенци. Да. Знаете како, исто многу е битно да се знае дека во јавните набавки постои еден циклус. Од потребата, што ќе купиме, како ќе го купиме и на крај договорот дали тоа ќе ни го задоволи. Герман, имаме еден друг графикон, ова е исто од Ова е вашите. за рангирањето на институциите. Сега многу интересно, гледајте овде. 31 критериум за нивната транспарентност, отчетност и интегритет во набавките. Одиме што вели Малиновски над законот. Значи, законот вели да се објавува ова. Да, во светот се објавува планот за јавни набавки, кај нас не се објавува. Зошто? Значи, добра волја е да се објави планот и така натаму. Оние црвените објавуваат околу 30%, односно нивниот транспарентност, отчетност и интегритет е 30%. На оние зелените гледате оди повеќе. Сега наследниот елоп ќе се види дека тие црвените 4 што им се најлоши овие перформанси, еве ги, значи тие гледајте трошат 75%, 128 милиони. А оние зелените што се најдобри трошат само 8 милиони или 5%. Мали суми, нема сомнителни тендери. Да ги споменеме кои се министерствата кои се со црвена боја. Со црвена мислам дека се на црната листа се ваша, да кажам. Тие се вака, најгоре се мисла Министерството за внатрешни работи, да, Министерството за здравство, за земјоделство и за образование и наука. Тие трошат најмногу пари 4-те, а овие што се најдобри се правда, култура, МИОА, собранието е тука, така. Европски прашања и така натаму. Една проста математика. ОЕЦД вели дека во јавните набавки корупцијата се движи до 30%. Ако во Македонија 1 милиарда пари се трошат за јавни набавки, 30% 300 милиони одат за корупција. И таа е чиста математика што во светот не се замарат да пресметуваат. Тие направили истражувања, 30% одат во приватни џебови на разни начини. Да. Да, ќе зборувам и за тој сегмент. Мери истражувавте вие цела екипа во Бирн Призма, Да. Скопје 2014. Да, Тие тендери што беа. Тоа беше, да, едно од најобивните наши Бидејќи се истражувања водат кои и што... процеси сега и од специјалното јавно. Па мене ми е многу мило што конечно и дата базата која што ја работевме една година ги чешлавме буквално сите тендери кои што беа склучени Значи, за цела Скопје екипа 2014. една година работевте на ова истражување. На наоѓање на сите тендери, сите склучени договори за секој споменик, секој објект, секоја катна гаража, секој изграден плоштад, што не беше така малку со оглед на тоа што нели стануваше збор за над 140 објекти, 137 од прилика. Како прво беше многу тешко да се најдат овие информации, бидејќи и веб страната на системот за електронски набавки е направена така што многу е тешко да се изнајде конкретен договор. Ако нешто сака да се скрие, ќе се скрие, ќе се да, така што и можноста за пребарување исто ни беше ограничена. На крај завршивме со буквално еден цел плакар од документи кои што моравме да ги селектираме за секој објект одделно. Она што беше најфрапантно е тоа што првичната нели сума за Скопје 2014 беше најавена како 80 милиони евра дека ќе чини, а всушност до сега е околу 650 милиони веќе евра стигнато, што е 684 уствари милиони евра. Имаш графикон за ова, така, режија? Ова е се уствари што сите објекти, што се не беше предмет на интерес, значи колку леарници, колку згради, колку катни гаражи, колку скулптури, порти, така натаму. Така да, еве, до сега сумата е 684 милиони евра,
потрошена за Скопје 2014 од договорите што ние ги имаме најдено, иако првично Интересна е анализата на тендерите и договорите. Што е интересно тука и специфично? Најинтересно беше најавите колку еден објект ќе кошта. Да речеме за музеот на ВМРО беше најавено дека ќе чини околу 6 милиони првично, меѓутоа тој чини нешто околу 30 милиони евра. Според нашите пресметки и според сите, да. Она што беше најсимптоматично беа анекс договорите кои што беа склучувани за, да речеме, првичниот договор, ако е на 4 милиони евра, на тоа се додава анекс по анекс по анекс, меѓутоа тоа не се анекси кои што во една нормална држава би требале да се склучуваат. Но нели анексот може до 30% од сумата? Па до толку, ама на тоа ќе ставите, имавме ситуации кога наоѓавме 80 анекси на еден договор. Чи тоа се секој од нив е до 30. И тоа е во рамки на законот, како влегува тоа? Тоа е во рамки на законот, меѓутоа тоа е многу симптоматично затоа што тоа не се непредвидени работи кои што се случиле. Не може прозорци во една зграда да се непредвидени дополнителни работи. Тоа се прави со Има доста објекти кај што имате основен договор, па на тој оди анекс. Со тоа не се задоволува. Се склучува нов договор, па и на новиот договор, па трет договор и така расте до навистина фантастични суми. Таа компанија победува можда затоа што нуди најниска цена. Анексите секогаш е најниска. Секогаш подигаат цената. Значи таа компанија можда и не требала да Значи буквално во целото Скопје 2014 не постои објект чија цена не беше неколкукратно поскапо тоа што беше најавено или тоа што беше во првичниот договор. Не постои таков објект. Така. И тоа е уствари, мислам дека и најголемиот проблем, како и тука и граѓаните се излажени, бидејќи излажени се за цената, цените се билдаат преку анекси, понатаму како завршуваат, не се знае, тука има слайд, мислам, едно други ми кажа за ова што сега го говориш. Да, ова се најскапите објекти, ова се првите листата на најскапи објекти, значи одиме од 40 милиони евра па надолу до 10 милиони евра. Оние што се од 40 милиони евра, 30 милиони евра, таму има најмногу анекси. Анекс договори, значи како што рекове за музеот, за филхармонија, значи тоа беа по 80 договори склучувани и тоа се склучува еден договор, потоа на тоа се додаваат уште 10 анекси, се склучува друг договор за нешто друго, на тоа уште 10 анекси и цената така се билда. Сега тука се менуваат и роковите, дури и суштински елементи, значи проектната документација, комплетно се менува целиот објект, значи така. Малиновски, вие работевте имаше комисија која формира Андри Жерновски, која беше градоначалник на Центар. И вие чешлавте дел од документацијата на Скопје 2014. Ова и што Мери го каже, и Герман, адвокат сте. Во тоа што го видовте како документација, има ли простор за кривичен прогон? Затоа што специјалното јавно обвинителство има за одреден сегмент во набавките. Може ли генерално да се рече дека целиот проект е коруптивен покрај другите белези? Знаете што, со финалниот извештај, зашто имавме два извештаја, со конечниот извештај, со вториот извештај кој го направивме по повод, да речеме, ревизијата, нели? Нашиот предмет на интерес беа спомениците во принципи, затоа што ја следевме линијата, законот за меморијални споменици, улогата на Министерството за култура, одлуките, носење и така натака. Значи, законот е прекршен не знам колку пати. Мислам, тоа веќе станува бесмислен целиот тој проект, затоа што ни една точка не се допира на закон. Значи, само да се надобрзам, еве буквално законот за градење, например, откако е почнат проектот Скопје 2014 е сменет на 20 пати од 2009 до 2015 година. Потоа може да се види колку закони се сменети. Да, во се реша. Откако, и обично нема пречистен текст и не можеш да се снајдеш. Нема, мислам, во суштината како течела постапката, како ќе се јави некаков проблем во реализацијата на проектот Скопје 2014, така се менува законот за градење. 20 пати да смениш законот 2009 до 2015. Па ми пречи нешто уште повеќе. Колку имате дека чини театарот?
Театарот чини околу 30, така? да. Гледате на 30. секој дошт тој театар дека внатре е поплавен и дека Да. околу е се како море. Државниот тоа ми архив. пречи. 36 милиони да дадеш. И тоа да биде со почетно таков беше квалитет. 6. Да. Значи, зашто, каде се тие 36 милиони ако тој прокиснува и ако е океан околу него која ќе Но заврне Малиновски, секој што дошт? стана со вашите Државниот извештаи? архив исто. Значи, еве, излага извештаите на екипата Герман, Центарот за граѓански комуникации, кои одлично ја вршат работата, но јас сметам дека и нема некој фидбек од институциите кои се надлежни. Или сториеви истражувачки. Исто и вашите извештаи. Што бидна? Поминаат 3 години или колку? 4 од тогаш? Вака сега, Јадранка, за да илустрирам дали има или нема криминал како што Основи, велите, како се вели. или основи, или така, тоа ќе ви дадам само еден податок. Екзактно математички пресметувавме, мислам Мери дека ги виде тие податоци, бидејќи соработувавме малку во нивната работа која има. Од потрошени само за лиење на спомениците, значи зборам само за лиење, не ги ставаме тука постаменти, фонтани, лево, десно, значи само лиењето на споменици. Потрошени се 14 милиони евра. Од тие 14 милиони евра, екзактно математички докажуваме дека 8 милиони евра се проневерени, злоупотребени, украдени, кажете ги како сакате. И потоа странциве треба да ни даваат донации и помош. По кој критериум, по која методологија тоа го утврдуваме? Едноставно, одбиените најповолни понуди вределе толку, прифатените изнесуваат тотал 14 милиона, разликата е 8 милиона евра. И сега за што да говорим? Значи на 14 потрошени, 8 проневерени, мислам, тоа е веќе. А кога почнавме разговорот за јавните набавки, тендерите, се постави прашање дали ги обжалувале, нели? Кој е процентот, не знам дали има 3%, дали имате помалку од статистика. Токму тоа. Значи многу интересен феномен да овие фирми кои биле одбивани за леењето, а имаше и домашни фирми кои учествуваа, кои беа одбивани, а беа одбивани неосновано поради банални причини, ама повторно велам неосновано, ниту една не поднесувала жалба. Ама тие истите фирми после се вклучуваат во изработка, се вклучуваат во изведувачи и Да така не натаму. заборавиме дека за танго двајца треба. Така. Најмалку. Апсолутно. Овде и Така. повеќе мина го играде таму. Фирмите ги забораваме дека ако некој прима корупција, некој ја дава. Некој ја дава. Е, тука се двајца учесници, затоа сите молчат. Поразително е една анкета што беше спроведена можда пред година или две. Говореше дека околу безмалку 30% од испитаниците смета дека е нормално функционерите, народски речено, да крадат. Дури и веќе Мислам, во секојдневни разговори за Така. кој тендер, каков тендер, провизијата се спомнува. Во времето на овие беше 2%, сега е 3% и тоа веќе станува сосема нормален. Да, имаше на времето еден разговор министр го викаа 50-50. Значи, министри кои носеа назив според процентот. Значи, прашање, има ли провизии во сите тендери, бидејќи тоа од време на време ќе го актуализира опозицијата за власта, кога ќе дојде истата на власт, темата не постои. Постојат ли провизии? Сложена е, постојат нормално, сложена е... Кај иде провизијата? Сложена е Во приватни корупцијата, џепови? да. Па корупција оди во приватни добро. џепови. Сложена Да чујам е конкретно. корупцијата во јавните набавки. Прво, затоа ќе почнам од потребата дали треба нешто да купам или не. Има еден случај, директор на комунално предпријатие купува кола од 40.000 евра. Предпријатието е во загуба, да не ја збориме за тоа. После 9 месеци доаѓа нов директор, кој што купува нова кола, затоа што не сакал да се вози во колата на стариот директор, иако таа е само 9 месеци стара и за неја е платена 40.000. Значи, прво од потребата дали треба нешто да купиме. А он ќе спроведе совршена можеби јавна набавка. Да, и тоа Да. Еве, и под Да, предпоставка да точно. се совршена јавна Втора, набавка. во дали е самата во ред? постапка, Ама, не заборавете, мотивот за набавката- корупцијата се договара на почетокот, а се остварува во реализацијата на договора. Така? да. Партија прави митинг. Има
Во бина, сето тоа осветлување, озвучување. лежи Партијата не финансирањето плаќа на партиите денар, и на така? кампањите. Не плаќа денар, фирми и носат. После на тие фирми ќе им даде тендер, зголемен за да си ја наплати тоа што... Па ние тоа го говоревме и кога беа кампањите владини. Владата даваше во одредени медиуми милионски суми, одредени медиуми кои беа критички кон владините политики добиваа нула или не добива. Потоа имате за време на изборите, токму тие медиуми беа најголемите спонзори на владеачката партија. Тоа е еден совршен корупцијски круг. Но, прашањето ми е, за сето ова што го збориме, ова се со бројки, податоци и факти, најразочарувачки е молкот на оние кои беа задолжени за мониторирање на да ги целиот. истражуваат ваквите во јавност презентирани сомнителни корупцијски проекти. Па тоа е таа истата причина поради која и компаниите молчат и не се жалат. Тоа е стравот во случај да не добијат тендер, ваму е стравот да не нешто... Ама еве, Малиновски со Тасева беа во истражувањето на Скопје 2014. Вие одржавте пресконференции. Дел од медиумиве ги пласира и тие податоци. Јавното обвинителство со Марко Зврдевски беше тогаш, Гордан Гешковска на Скопскиот дел, нема реакција на тоа. Значи, извештаите беа доставени до Републичкото јавно обвинителство, меѓутоа беа проследени и тоа со детални прилози дополнителни до Оделението за организиран криминал и корупција. Кај Јован Илиевски? Кај Јован Илиевски. Тоа беше 2014 година. Сега сме 2018. Знаеме дека специјалното јавно обвинителство води, се занимава со тоа, меѓутоа докаде што е... Па Јадранка, земете ги извештаите на Државниот завод за ревизија. Да, и тоа е точно. Значи, еве, ние не владин, еве, они експерти викнати, значи, еве, новинари, значи, еве, значи, државна институција, што ја плаќаме за експост или од после контрола. Он извештај за опремата во здравството купена. Кај што вели дека е во подрум неотпакувана, не се употребува и поминал гаранцискиот рок, никој не знае да ракува со неа, зошто е купена? Па не, ова ми што рече колку пати бил минуван законот за градба или што беше. Да, за градење. Вие кога имате послушни пратеници, во кои се што ќе замислите, некој од врвот ќе замисли, со леснотија ќе кренат рака, ќе се случуваат тие работи. Јас се сеќавам дека извештаите на државниот ревизор одеа на собраниска расправа и променија член од законот, собранието да не расправа за тие извештаи. Да, точка ставија пред двата збора. Главните медиуми ги игнорираат тие Да. извештаи. Ама Малиновски кажа фино за система, така? Антикорупцијска е делче во система, таа е превенцијата. Имаме обвинителство, имаме финансиска полиција, пратениците, собранието има своја контролна улога. Да не ги заборавиме фантастичната улога што не ја играат до крај медиумите и граѓанските организации, општеството. Каде ви академијата, каде ви се професорите? Па тоа е еден цел круг кој што со една цела деценија и повеќе беше затворен, комплетно затворен. Обесхрабрува ли ова кога се троши толку енергија? Како не обесхрабрува? Мислам, јас бев најсреќниот момент ми беше кога специјалното одлични истории кај што се лоцира корупција и вие немате. Затоа што како прво ги немаме ресурсите како новинари. Јас не можам да Скопје 2014-та ние најдовме се освен текот на парите, затоа што ние како новинари ги немаме тие ресурси да ги видиме, да го видиме текот на парите. Оделението за организиран криминал во јавното обвинителство го има тоа. Имаше комплетен молко таму. Јас затоа најсреќниот ден беше кога дознавме дека специјалното јавно обвинителство почнува истрага за Скопје 2014 и дека сите се спрегнати да го почнат тој процес, затоа што е стварно огромен, станува збор за огромен материјал за многу години. Дали тие институции, обвинителството и редица други, всушност стануваат дел од еден криминален синџир со ваквото како да кажам, ставање под тепих на премолчувањето е тоа. И ние се научивме да во почетокот они нешто работеа,
потоа подработува и на крај веќе ништо не работа и ние тоа се научивме да го восприемаме како нормално. Например, еве јас како новинар да пишувам и тоа да нема никаква разрешница тоа- на тоа крај. бидеше И веќе трендот. влеговме во еден таков луп да веќе и се навикнуваш дека тоа така треба да биде. И Да јас сум почнува со тужбите за клевета. Со тужби за клевета. А потоа преку бомбите разбравме дека за сите случаи што реагирале Да. сега се водат И тоа беше постапки. сатисфакцијата. Ете во право сме били. Направете денес анкета, прашајте ги граѓаните каде можат да пријават корупција. Многу сакам Не, да. го знам одговорот на тоа прашање. Каде може, еве они што мислат, бидејќи не пријавува, каде може да пријават корупција? Па ќе изгубиш верба во институциите. Каде би пријавил Да, героите? ама поинтата е како да се врати вербата во институциите. Тоа зборуваме Така. колку да речеме актуелната власт има желба и волја да направи исчекор. Затоа што и оваа влада ја следеа сомнителни нели тендери на кои опозицијата реагира постојано. Некои работи која ќе пукнеше во јавност одредена афера имаше повлекувања, но И обвинителството почнува по допрен глас да реагира. Да. Меѓутоа ќе И речем сега да само да видиме, реагира, да бидејќи видиме, разрешница да. до сега Ние немаме. успеавме. Јас се верно? прашувам дали тоа реагирам по допрен глас е колку да не замолчат. Истото, да истата видиме, дилема нели? ја имам јас и затоа мислам дека треба многу прецизно да се следат тие случаи, да се види дали ќе има разрешници или ова е само да се Успеавме во замачка. законот за јавни набавки, новиот што сега гледам од март ќе стапи на сила, требаше од јануари, се одложи, а успеавме 7-8 места да затвориме вентили за корупција во законот. Но еден овој што е Стюарт Гилман, што е автор на Светската конвенција на Обединетите нации против корупција, го викнавме гостин тука кај нас и тој вели луѓето што се борат против корупцијата треба да настојуваат да бидат барем 2 чекори назад зад фирмите и за тие што корумпираат. Значи 2 чекори тоа е успешна борба. Ани се 10 чекори. Оти они викаш секогаш ќе бидат пред вас, ама вие гледате да сте 2 чекори. Ние имаме еден проблем дека велиме ќе се измени законот, се измени 1000 пати може да се изменат. Ние ќе донесеме најсовршен закон и одредби. Проблемот е што можат лесно да се сменат членови и одредби ако некој науми, а тоа име брана. Ама кај нас имаше за и закони тендери. што дозволуваа корупција. Законот за јавни набавки има толку места каде што можеш ти да направиш тендер корумпиран, а Ама да биде види, по тоа закон. говори за луѓето што ги пополнуваат функциите. Ниеден закон имплицитно нели не стимулира корупција. Да. Значи, ако вие сте со таков ум, вие секогаш ќе најдете дупки во законот, институциите ви се под контрола. Всушност, тие што треба да ја контролираат извршната власт, ги контролираат контролните механизми. Да. Малиновски тоа знае најдобро. За жал, кај нас законите мора да се пре да регулираат све, нели, све да опишат за да не се остави простор. Тоа не е добар Да, закон, меѓутоа тоа не е добро номотехнички. Да, е Значи, така. вие мора да имате како да кажам, не можете вие во животот да ги, со законот да ги предвидите сите модалитети, сите детали од имплементацијата на законот. Меѓутоа, затоа секој закон си има своји начела, основни начела, Така. принципи на кои во базира. првите членови. Да, и кои се многу битни. Тие се забораваат, меѓутоа секогаш кога ќе има некоја дилема како да се постапи вака или онака, треба да се навратите на начелата Така. на кои базира таквиот закон. надпревар, економичност, Така. ефикасност. И тоа Зборам е за секогаш треба да се води сметка и нема да има проблем. Меѓутоа нашиот проблем не е толку во несовршеноста на законите, колку несанкционирањето на грубото прекршување на законите. Па ние кога збориме за Скопје 2014 имаме во старт прекршување на надлежност на општина Центар. Кај нас Пред очи ни корупцијата се е случуваше, Значи пред тука го очите на гледате, целата сите го јавност. гледам и едноставно сте немоćни. Сите апелираат и никој не реагира. Корупцијата кај нас е кога- нискоризична Да, но активност. знаете што, ние додека пишуваме за разни скандали на секоја власт, говорам дали била на СДС, ВМРО или во сиот овој период, додека вие пишувате кога се тие мокни, институциите не реагираат. Кога ќе се смени власта, за добар дел од тие стории се покренуваат постапки, па предходната власт тогаш почнува да се жали дека е тоа реваншизам, дека е политички процес. Еве и сега овие случаи што се гонат
ги имам истите реакции од ВМРО ДПМН, но од друга страна таа веќе за одредени сомнителни набавки или тендери од актуелната влада веќе им кажува вие која ќе заминете, нели, ќе одговарате кривично. Антикорупцијската комисија е најдобар пример за тоа. Еве, веб страницата да им ја отворите, они немаат поведено постапка против ниту еден член на ВМРО ДПМН додека ВМРО ДПМН беше на власт. Цело време е за градоначалникот, СДСМ, учителка, некоја член на СДСМ некаде. Тоа беа такви толку евидентни примери да тоа е единствена институција формирана за борба со неистомислениците. Парадокс. Да, буквално. И ние не видовме ништо од таа комисија. Сега, новиот закон што го подготвувате, Малиновски, јас, например, исто сметам дека новата антикорупцијска треба повеќе да се занимава со актуелнава влада, а не со случаи од претходните власти. Тоа што имале претходните, има институции, нека гонат. Значи, да на некој начин биде коректор на оние кои во моментот ја имаат моќта. Предвидувате одредени промени во статусот на оваа комисија. Што сметате дека е најбитно? Да, значи, кога збориме за сегашни, поранешни и така натаму, треба да имаме предвид дека функцијата на антикорупцијската комисија, базичната функција е превенцијата на корупцијата. А вие превенцијата можете да ја реализирате само кон актуелните. Така. Значи, тоа е појдовна точка. Затоа што ако вие ја немате превенцијата, касните, понатаму штетата е причината и имате проблем после. Сега, значи, треба ние да постигнеме амбиент во кој казнивоста нема да биде привилегија само на политичкиот опонент на власта. Значи, таа мора да биде една перманентна политика, не само на антикорупцијската, туку и на оние институции, обвинителството, МВР, финансиска полиција и така натака. Сега што се менува? Значи, со измените на закон се нема да говориме во детали, меѓутоа генерално мислам дека се движиме во насока да ги задоволиме оние забелешки со кои беше соочувана комисијата во изминатиот период, а тоа е проблемот со политизацијата на комисијата. Значи, и сега се измачуваме, бараме модел, бараме начин, бараме метод на како таа ќе се профилира, уште повеќе размислуваме и како алтернативи се дадени, како модалитети, начинот на избор, како ќе оди, меѓутоа тргнуваме од принципите да тој процес се отвори целосно. Затоа што сега колку што знам ќе следува јавна дебата. Да, ќе следува јавна дебата, меѓутоа тоа треба да биде, како да кажам, магистралата по која ќе се движиме. Так. Дека мора да го отвориме процесот на номинирање на кандидати, процесот на евалуација на пријавените, процесот на избор и едноставно да не ни се случува оно што претходно имавме, едноставно се избира некој за кој со факултет појма за туризам. Факултет за туризам или буквално луѓе кои навистина Поентата е што нема искуство во борба против корупцијата. Па не беа ни ставени за да дадат така да сега ефекти во таа улога. Така да сега се оди кон засилување и тоа значено засилување на критериумите кои треба да ги исполни претседателот и членовите. И воедно се става фокус на начинот на избор, тоа се една процедура во која ќе бидат инволвирани и невладиниот сектор, ќе биде инволвиран. И важно е ова што го спомна Јадранка, ќе може комисијата сама да ги добива податоците, информациите, да не ги моли другите институции. Значи, тоа е веќе во делот на како ќе работи комисијата, што е многу исто така многу битна работа. И околу надлежностите неизини, имавме забелешка и од Греко во поглед на тоа дека комисијата во поглед на имотната состојба беше така еден, како да кажам, како скретничар. Нема пријава, дај го ујапа и заборави го предметот. Да. Значи сега тука ќе се оди комисијата ќе ја врши проверката и испитување на тоа имотна состојба. Управата за јавни приходи од свој аспект исто ќе го тоа третира, меѓутоа
повторно, тоа мора да биде изворна надлежност на комисијата, особено се става фокусот на проверката на пратениците, судиите и така Министрите, натака. да, тие прва линија, да кажем. Да. Мене сепак најмногу ме плаши поставеноста на нашиот систем е таква да сме многу подложни на притисоци и на влијанија. Така што каков и да и биде изборот и најдобриот правник да се стави и најдобриот експерт за борба против корупција, како тој човек ќе остане имун на влијанија кои што кај нас се алфа и омега буквално во ова. Па добро, сега не можеме ние да ги произведеме во лабораторија. Повторно, тие се луѓето, поставувате јаки стандарди, ги правите интервју, јавно интервју, транспарентно интервју, па сега повеќе од толку што да... Јас единствена надеж ми е камшикот од Брисел, зашто ние оставени сами на себе во овие 27-8 години дојдовме до ваква состојба. Да, мислам, не е ова нешто што може правно да се регулира. Меѓутоа, Добро, ама така, интегритетот го забораваме сега, тоа е. сите како личност би сакала па сега судиите имаат интегритет, ама видовме како Па знаат да немаат се баш сменат. интегритет, да. Да, меѓутоа, Мери, ако одредени изрази и зборови постапката- изгубија значење, добија спротивно значење. Така да. Да, на времето има. Понатаму веќе видовме како тој интегритет може да се менува. Ова сакав околу конфликт на интереси. Ние сме мала држава. Еве сега имаме, се покренуваат случаи кај што јавноста реагира, одредени министри се дава тендер на нивни роднини или министер кој има удел во фирма добива тендери и за актуелна власт и за претходна. Како да воспоставиме јасни правила, до која линија и како? А тоа да важи за сите. Знаете што, тоа е многу деликатно и суптилно Ова го зборувам прашање. затоа што може Не разбирам. вие да имате близок во фирма, од друга страна имавме случаи кај што функционери формира нови фирми, кај што се става луѓе кои беа као позајмени да фигурираат имињата на тие фирми, а се знаеше кој стои зад нив. Видете, сепак стандард кога говориме за нели судирни интереси, конфликт, влијание и така натака, стандард е да се носителот на функција да се тргне од управувачкиот пакет, од управувачката улога која има во едно трговско друштво. Бидејќи вие имате, законот реферира со службено лице и тоа се однесува на сите, и од министер па до многу ниски ниво. И тоа е на ниво на... Вие не можете да барате некој да се откаже од собствеништво за да влезе во јавен сектор. Собствеништвото или уделите Никој или што имањето на откажуваат акции, фиктивно, мислам, тоа ама го имаме во... значи стандард, повторно велим, стандард кој е малку поширок, а не наш локален, е управувачкиот аспект да се исклучи од функционерот. Меѓутоа, и сега знаете, и секој ќе се јави некој кој учествува, кој е имател на акции во некое атрактивно трговско акционерско друштво и така натака, и тој ќе се јави на тендер и веднаш се јавува сомнеш дали може или не може и повторно се вели, ама тоа е во согласно со законот, ама не е етички. Ние мораме етичката компонента да ја вткаеме во норма и да завршиме веќе што е дозволено, а што не е дозволено. Не е проблем, не се проблем законите, проблем Значи, се луѓето. можеме и да издебатираме до крај, и ако треба и ќе испролонгираме, не знам уште колку, меѓутоа ова прашање мораме да го решиме, не сакам да кажам како еднаш, како некој што рече за веки веков, меѓутоа ќе мораме да го абсолвираме како во јавната дискусија и да речеме довде е линијата каде што функционерите може да бидат представени во некое друштво кое ќе учествува на тендери, користи погодности, а до каде не може. Така. При крај сме. Да ја заокружиме, ајде, дебатава. Мери, твојата поента на што е сега? Јас искрено не сум баш најоптимист, не сум најоптимист, бидејќи јас искрено во сите овие години престанав да верувам во интегритетот на институциите, така што мислам дека интегритетот на луѓето што ги пополнуваат институциите, во свеста нивна, во независноста нивна и во можноста да се врши притисок и влијание.
Така што законите како закони ние ќе ги донесеме. Свеста е таа што треба да се смени, меѓутоа власта секогаш кај нас е таква поставеноста да ги има буквално сите центри на моќ под своја контрола и оттаму мене ми е стравот дека за ова ќе треба многу долги години да се работи на подигнување на свеста за да се изгради стабилно општество. До тогаш ќе имаме вакво наоѓање дупки во закони, и ќе имаме тие граѓани провизии. да го објасниме дека не е баш нормално функционерите Да, дека не е нормално да се земаат провизии од секој тендери, дека е нормално секој граѓанин да знае каде треба да се пријави корупција и да знае дека тој предмет ќе биде истеран до крај. Дека е најнормално да се праша како се трошат народните пари. Да. И јавноста да биде сензибилна на сите вакви сомнителни тендери Прво и тие што ги набавки. трошат Да. да сватат дека е нормално да кажат како ги трошат. Оти трошат туѓи пари. Да. Со И да нивните престане домашни со она пари, што другите сакаат краде, а нека многу овие крадат помалку. Не треба да се краде. Мислам, толку е едноставно. Да. Меѓутоа, кај нас сега стандардите ни се малку паднати, па ќе треба нели подолг период за да се подигне свеста за тоа што значи општество без корупција. Па, општество без корупција нема. И Мислам, нема, тоа е да, криминално, но да се сведе на некои подносливи Барем рамки. да не е толку видливо. Зато, Сега- па не. Имаше едно истражување, веле, тие што прават кривично дело или влегуваат во вакви корупцијски сделки, ама во се истражување на Запад, не се плашат тие, не размислуваат за казната, тие размислуваат да не ги фатат. А јас овде заклучувам дека кај нас сватија дека и кога ќе ги фатат, ништо не им фали. Тие се плашат само да не се промени власта. Е баш така. Ви благодарам што бевте гости во отвореното студио. Од мене толку во овој петок. Тука е Александар веќе дојден, следуваат вестите во 22 часот. Се гледаме следниот петок. Пријатно.